јас можам да кажам дека тоа е загрижувачки податок. Ако се знае дека во изминатиот период се случија одреден број на сообраќајни незгоди поврзани токму со техничката неисправност на возилата во јавниот превоз на патници во меѓуградскиот сообраќај. Покрај тоа што овие возила може да бидат директни учесници во сообраќајни незгоди, исто така можат да влијаат индиректно во случувањето на сообраќајните незгоди, поради тоа што истите возила можат да застанат на коловозот, да го попречат одвивањето на сообраќајот, ја намалуваат прегледноста, ги приморуваат возачите на другите возила да преминат на спротивната страна од коловозот, со што се создава опасност од судар со возилата кои што бидуваат од спротивната насока. Исто така, технички неисправните возила се загадувачи на животната средина со тоа што испуштаат зголемена концентрација над законски дозволената на штетни состојки во издувните гасови и со тоа ја загрозуваат, односно ја загадуваат човековата околина. Како мерки кои што би придонеле да се намалат ваквите негативни појави, пред се би спомнал позачестени контроли на сообраќајот на јавните патишта што се однесува до овие возила, потоа да има нулта толеранција према оние системи кои што се од битно значење за безбедноста во сообраќајот, како што се системот за сопирање, системот за управување, емисијата на штетни издувни гасови и така натаму, и зголемување на свеста, подигнување на свеста на јавноста преку едукативни програми за важноста на безбедноста во патниот сообраќај.